Најсодржинската точка е точката 1, каде што се вели дека не може да се прифатат идеи или предлози што би го загрозиле македонскиот национален идентитет, посебноста на македонската нација, македонскиот јазик и македонскиот модел на соживот. Ве уверувам дека ниту јас, ниту било кој член или председателот пак на владата на Република Македонија прифаќа такви идеи. Како што во многу наврати потенциравме, конечната спогодба е сосема спротивното. Таа не само што не го загрозува македонскиот национален идентитет, посебноста на македонската нација, македонскиот јазик и македонскиот модел на соживот, туку ги реафирмира и ги зацврстува како никогаш досега. Во пракса, спогодбата ќе донесе етаблирање токму на нашиот идентитет и ќе ја надмине сегашната ситуација на вечна борба со оспорувано именување, несоодветна придавка за јазикот или за народот. Со конечната спогодба ќе имаме во Европската Унија и во другите меѓународни организации печатање на документи на македонски јазик во македонски превод. Во точка 2 се споменува и се цитира Уставот. Мислам дека сме должни да бидеме искрени, тоа им го должиме на граѓаните. Како што не може идентитетот да се брани компрометирајќи го, тоа всушност се случи со процесот на антиквизација, така не може Уставот да се брани кршејќи го. Уставот на РМ децидно вели: председателот своите права и должности ги врши врз основа и во рамките на Уставот и законите. Член 79, став 3. Понатаму, председателот може да одлучи да не го подпише указот за прогласување на законот. Собранието повторно го разгледува законот и доколку го усвои со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, председателот е должен да го подпише указот. Повторувам, председателот е должен да го подпише указот. Ова е многу недвосмислена одредба. Член 75 став 3 од Уставот. Председателот на Република Македонија е одговорен за кршење на Уставот и законите во вршењето на своите права и обврски. Меѓународни договори во име на Република Македонија ги склучува председателот на Републиката. Тоа е став 1. Понатаму, меѓународни договори во име на Република Македонија може да склучува и владата на Република Македонија, со кои се редуваат прашања од областа на економијата, содржано е во договорот, финансиите, науката, содржано е во договорот, културата, образованието и спортот, содржано е во договорот, сообраќајот, врските, урбанизмот, градежништвото, заштита на животна средина, содржано е во договорот, земјоделство, шумарство, водостопанство, здравство, енергетика, содржано во договорот, правдата, трудот и социјалната политика, човековите права, дипломатско-конзуларните односи, содржано е во договорот, како и од областа на одбраната и безбедноста на државата, содржано е во договорот. И мислам дека исто нешто што треба јавноста да го знае е дека според евиденцијата во Министерството за надворешни работи на Република Македонија, од независноста до денес, Собранието ратификувало 897 меѓународни договори. Од овие 897 меѓународни договори, 5 склучил председател на Република Македонија. Значи, од 897, 5 склучиле председатели.